Рано градинарите први ги чувствуваат негативните влијанија од економската и енергетската криза. Последиците веќе сериозно на свој грб ги почувствуваат рано градинарите, особено оние кои произведуваат во пластеници и оранжери. Репроматеријалите тројно биле поскапи во однос на минатата година. Од Сојузот на синдикати на земјоделски производители од Струмица велат дека зголемените трошоци што ги имаат уште на старт на сезоната сериозно ќе се одразат и на крајната цена на чинење на производите. Најпогоден ќе биде рано градинарството, поготово кај оние земјоделски производители кои што производуваат под контролирани услови. Тука спаѓаат оние земјоделски производители, градинари кои производуваат под контролирани услови, како што рековме, значи се користи енергија, дали нафта, дали дрвја за загревање и обезбедување на оптимална температура при одгледувањето на дадените култури. Меѓутоа, освен тоа, мораме да го потенцираме податокот дека доста се зголемени цените и на останатите репроматеријали, како што се ѓубривата, полиетиленското платно, семенскиот материјал. Од Сојузот на синдикати стравуваат дека секојдневните поскапувања освен на крајната цена на чинење, ќе имаат влијание и врз површините, кои поради зголемените производствени трошоци годинава ќе бидат видно намалени. Минатата година градинарот, како не другите сектори, бидејќи имаше и некои негативни дејствија во земјоделието, градинарот помина добро и се мислеше дека оваа година ќе дојде до зголемување на површините, а со тоа и до зголемување на самото производство. Меѓутоа, според сето она што се случува со зголемувањето на цените на репроматеријалите, јас мислам дека оваа година ќе бидеме сведоци на уште понамалување на самото производство, со тоа намалување на површините и намалување на количините од градинарските производи. Неопходни се мерки кои надлежните треба да ги преземат уште сега. Децидни се од синдикатот кои велат дека мора да се амортизира ваквиот удар. Оттаму потенцираат дека во барањето решенија треба да учествуваат сите кои се вклучени во овој сектор, почнувајќи од државните институции, преку науката, производителите, па се до трговците и преработувачите.